Измените во преамбулата за кои вчера штуро објави владата предизвикаа поголема неизвестност кај јавноста. Во текстот сега се вели дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро Република Македонија, во согласност со традицијата на Крушевската република и одлуките на АСНОМ. Вметнувањето на прогласот од првото заседание кој е сублимат на 9 одлуки на АСНОМ ја отвори дилемата дали манифестот на АСНОМ како посебен документ на кој се темели државотворноста ќе исчезне преку договорот од Нивици, кој владата на Заев го склучи со Грција. Во петвековното робство разни поробувачи ја грабаат твојата земја и го поробуваат твојот народ. Единственото средство кое не можеше да ти биде ограмено беше борбата. Таа остана најсилното оружје во твоите раце и ти помогна да не бидеш збришан како народ. На прашање на Алфа дали ќе се случи заборав за манифестот, Заев без конкретен одговор. Вели преку вметнување на прогласот во преамбулата ќе се зајакнеле одлуките на АСНОМ, кои што зборуваат за еднаквост на граѓаните, за државотворноста, за самобитноста, сувереноста, за слободата, за човековите права, за демократијата, тоа се зајакнува. Предпоставувате зошто? Заради тоа што не смее да има претензии према други земји, други територии или слично. Туку АСНОМ во суштина е тоа: државотворност, слобода, демократија, самобитност, самостојност, токму тоа. Дека делот со манифестот кој не е содржан во прогласот е проблематичен, минатиот месец алармираше и професорот по уставно право Светомир Шкариќ. Тој објави дека убавината на уставниот текст може да се повреди со бришење на зборот Македонија од преамбулата на уставот. Вториот амандман ќе биде потежок за пишување, бидејќи се однесува на преамбулата. Во договорот не се кажува што треба да се менува, но посредно може да се заклучи дека треба да се менуваат манифестот на Крушевската република и манифестот на АСНОМ. Во првиот документ се зборува за автономна Македонија, а во вториот за обединета Македонија. Инаку владата на вчерашната вонредна седница го утврди текстот за измени во уставот кој треба да биде доставен до собранието. Оттаму само соопштија дека при наведување на државно-правните традиции во преамбулата ќе се именуваат конкретни документи на АСНОМ, без при тоа да прецизираат конкретни детали од текстот.